Вања Мицевска е млада новинарка, која на само 26 години доби диагноза дека има рак на дојка. Во ноември 2019, пред точно 5 години, Вања ја слушна веста која ќе го промени животот и по која ќе ја почне тешката борба со болеста. Тогашната ковид пандемија дополнително ќе ги зголеми стравувањата како ќе го зачува своето здравје во услови кога е имунокомпромитирана. Терапиите имаат навистина десетици нус ефекти. Баш е руски рулет, што како нус ефект на вас ќе ви се падне, како вашиот организам тоа ќе го преброди. Јас имав вкупно 8 хемотерапии, првите 4 ми беа исклучително тешки, имаше денови во кои што можев само да дишам за да го доживеам следниот ден, но веќе вторите 4 кога ги примав, моето тело многу полесно тоа го издржуваше и така ги надминав. Сега тие терапии се имунокомпромитирачки, значи вашиот имунитет е на долг рок оштетен и се потребни години и години, можеби и деценија за вие да закрепнете целосно, така што тоа дефинитивно остава траги, меѓутоа е нешто што мора да се помине. Во случајот на Вања, здравствениот систем потврлил уште на самиот старт, кога требало да се диагностицира болеста. Некои лекари не успевале да ги препознаат симптомите. Јас бев кај неколку лекари на преглед. Првата докторка кај која што бев на преглед со симптом ми рече: ти немаш ништо, се е до твојата психа, ти си измислуваш. Но јас секогаш се водам по тоа дека треба да си го слушаме сопственото тело. Моето тело кажуваше дека не се работи за психата. Бев кај уште 3 доктори и последната докторка преку биопсија потврди дека се работи за тоа. Шансите беа 50-50, значи јас знаев дека има реални можности да во прашање таква диагноза. А јас имам една навика на overthinking, односно на претерано размислување, и во мојата глава веќе си имаа случајно сценарија поврзани со болеста, што пак полесно ми помогна да го надминам паѓањето на косата за разлика од некои други пациенти, но во секој случај не е пријатно да ги слушнете тие зборови, за жал, имате рак. И Вања, како и многу други пациенти, решила да не чека терминот државно и сите тестирања ги направила приватно. Јас бидејќи бев многу млада, од секогаш можам да кажам дека сум имала совршено здравје и навистина не знаев како изгледа тоа одење по болници, но знаев дека јавното мислење е лошо во тој сегмент и затоа сите прегледи уште на старт ги направив во приватни ординации. Кога дојдов на онкологија, тоа е тоа, значи таму навистина се работи со полна пара, меѓутоа капацитетот на самата болница и кај од технички аспекти и од аспект на кадар не е доволен за да се обслужат сите пациенти, но сепак на крај се обслужуваат на еден или друг начин. И тука се гледа главниот проблем во нашето здравство, дека се е централизирано во главниот град. Ние немаме дисперзија на услугите во градовите од внатрешноста, освен во Битола, меѓутоа и пациентите од Битола доаѓаат до Скопје. Исто имаме и доста големи предизвици во однос на недостиг на терапија. Често знае да ја снемува и најголем проблем се снимањата, бидејќи онколозите нашите терапии ги одредуваат врз основа на прегледите што ги прават доктори од други специјалности, а да се дојде до нив навистина е претешко. Вања ја сака новинарската професија која е многу динамична, но си остава време и за себе, водејќи се во животот од позитивна мисла и оптимизам дека здравствените власти конечно ќе ги препознаат потребите на пациентите и ќе почнат со решавање на проблемите. Да сватат дека инвестициите во здравството се инвестиција во здраво општество.